Почитувани гледачи, добро вечер. Отворено студио на јавниот сервис. Повод 2 години влада. Во неделата премиерот Зоран Заев и неговите заменици, дели министри за одбрана и за внатрешни работи, на јавен форум соочет за сработеното. Оценка: обезбедивме места во ЕУ и НАТО, со силна економија, со шанса за сите, со грижа за граѓаните, за едно општество за сите и со отворена влада по европски стандарди. Вечера тука е премиерот Зоран Заев, но со првите луѓе на други ресори. Ке зборуваме за тоа што е направено во труд и социјала, здравство, јавна администрација. Премиере, добро вечер. Добро вечер, поздрав до гледачите на Македонската радио телевизија. Министри, добро вечер. Добро вечер, министерке Царовска. Добро вечер. Министер Филипче. Добро вечер, благодарам. Министер Манчевски. Добро вечер, благодарам на поканата. Ке ве замолам за мало трпение, како вовет на ово отворено студио, да се подсетиме на тоа што беше соопштено во неделата на 2-годишнината од формирањето на владата. Погледнете каде бевме пред 2 години, а каде сме сега. Се ослободивме од изолацијата, фокусирани на иднината. Рече премиерот Заев, презентирајќи го отчетот за сработеното. Сите заедно, како што рече, помогнавме во раѓањето на нашата држава. Вели, за неполни 2 години ги решивме сите отворени прашања со соседите. Го решивме спорот со Грција и Бугарија, го зачувавме и потврдивме македонскиот идентитет и јазик. Според председателот на владата, иднината е земја која живее во благосостојба, ослободена од стравот, држава која блеска во Европа. Потврда за тоа, како што каже, е најпозитивниот извештај кој го добивме од Европската унија. Си ги исполнивме задачите, но сега, како што рече Заев, време е Европа да си го исполни својот дел. Создаваме држава со сосема известна европска иднина. Иднина за Северна Македонија со повеќе надежи, благосостојба и просперитет за сите нејзини граѓани, ослободени од стравовите и предрасудите на минатото. Ова е нашиот придонес за генерациите после нас. Ова се што е направено им се посветува на младите, на децата, на идните генерации. Ова се задачите кои ги исполнивме, кои донесоа суштински промени, ослободување на државата од зараубеност, процес на деинсталација на режим и интеграција на земјата како пример кој блеска на Балканот. И замениците на премиерот сооча за тоа што сработиле во своите ресори. Вице-премиерката Шекеринска оцени дека од изолирана држава со работа и посветеност станала земја која денес успеала да подпише протокол за пристапување во НАТО алијансата. Вице-премиерот Османи сооча за планот 369 и планот 18. Вели, сработивме домашната задача и отворивме ново поглавје за земјата. Во јуни или јули очекуваме датум за старт на преговорите со Европската унија. За отприлike 2 недели од сега, еден од најсофистицираните одбранбени и воени капацитети на НАТО, суперсоничниот Б-52 воен авион, ќе ја надлета нашата земја, салутирајќи на својата најнова членка. Да бидеме искрени, тоа пред 2 години ќе беше уште повеќе од илузија. Ова е годината, клучната година, историска година која што ја очекуваме со години, со генерации, 20 последни години, да ги запуштиме преговорите со Европската унија и верувам дека во јуни или во јули веќе ќе биде одредено дека ќе влеземе во последната завршна фаза за членство во Европската унија. Оценка за сработеното на владата од граѓанските организации, професори, академици, новинари и економисти. 2 години мора да покаже дека има нулта толеранција за корупцијата, бидејќи тоа е единствениот момент во извештајот на Европската комисија каде што ни кажува дека добро, многу убаво работите, меѓутоа тоа е сепак голем проблем. Не смееме веќе да имаме држава каде корупцијата е голем проблем и за тоа ни требаат механизми. Она што е неопходно за да можеме оваа држава да ја направиме држава на задоволни граѓани. Граѓани кои што ќе ја почувствуваат благосостојбата и квалитет на живот за сите тие закони за кои што заеднички сме се избориле, мора да претрпи промена во културата на јавната администрација и на државните службеници. И премиерот и неговите заменици уверуваат дека работата не застанува. Фокусот до крајот на мандатот, како што рекоа од владата, ќе биде ставен на економијата, владењето на правото, грижата за социјалните категории, подобро здравство, образование, општество еднакво за сите.
Тоа се случуваше пред неколку денови во Холидей. Се враќаме во студиото 3 на јавниот сервис и го почнуваме разговорот со моите гости. Премиере, дома раат не ви даваат комбинациите за промени во вашиот кабинет, од надвор не ви дава раат датумот за преговори. Велите оптимист сум, но ако не го добиеме летово, отворени се сите опции. Враќање на мандат, па дури и евентуални предвремени парламентарни избори. Зошто, ако, како што велите, го добивме најпозитивниот извештај од Европската комисија до сега, а ги затворивме и најтешките прашања со соседите, датумот за преговори наместо да биде рутина, станува неизвестност? Добро, ова е важно прашање заради тоа што според мене од интегративните процеси, едниот во кој што очигледно успеаваме, 16 земји ратификувале протоколот, останалото уште 13 земји. Успешно го привршуваме, се надевам до крајот на годината со декемвриски самит во Лондон на НАТО, полноправно членство. Втората трака или втората важна стратешка цел Европската унија е конечно после 15 години добивање на датум за преговорите. Сето тоа на крајот е внатрешната мотивација за брза трансформација на општеството со отстранување на сите негови слабости, дигање на институционалната одговорност на администрацијата, судството, локалната самоуправа, секако извршната власт и парламентот, заради поквалитетен живот на граѓаните и економија. Економски стандард, повеќе пари кај граѓаните, побогато општество, понадежна држава. Сето тоа е врзано во малите земји, во сите, па во малите и текако од интегративните процеси. За жал, сега веќе работите не зависат од нас. За среќа, ние исполнивме се. И нема земја која што има замерка на исполнувањето на условите за конечно добивање на датумот за преговори. Реформите 100% завршени како таргет до почеток на преговори, тие продолжуваат низ поглавијата и преговорите, Преспанскиот договор, договорот со Бугарија, интегрираното општество, внатрешниот диалог, со опозицијата консензус, постигање заедно, заеднички придобивки остварени од сите, на крајот треба да возврати Европската унија со тоа што го вети. А вети, конечно, после 15 години, датум за почеток на преговори. Сега состојбите се гледат во функција на проширувањето на Европската унија. Првата работа што треба Европа, преку своите земји членки, да го расчисти, дека Република Северна Македонија, па и Албанија, па и другите земји кандидати, немат аспирација од јуни или јули да станат членки. Ние треба да работиме низ поглавијата. Но имат аспирации Северна Македонија и Албанија да добијат датум за преговори. Затоа што тоа е, како што рече Хан, мокта на привлекувањето на Европската унија. Тоа значи мок на мотивација дома кај нас во земјите да работиме уште по храбро, одважно, одлучно и успешно. Во такви едни околности, јас ги разбирам регионалните аспекти. Знам дека косовското прашање се решава. Знам дека ако една од двете земји кандидатки оди напред, другата остане, тоа ќе има импликација врз регионот. Знам дека се прават и регионални пресметки. Но доста ова наша земја, после сиве овие години, беше стопирана од соседи, доста беше. Ги решивме сите прашања со соседите. Одржавме лекција на градење на пријателство. Ризикувавме се. Имаме сите до денеска горчина во душата за тоа што го направивме државата. Но го направивме заради едината. Заради овој датум за преговори, ние сме биле кооперативни, секој пат сме биле окей, сега доаѓа моментот кога се обараме своето. Затоа што дојдо овде сите лидери. Дојде на крајот и папата, покрај тие што во Европската унија одлучуваат, за да не дадат збор, да не охрабрат. Граѓаните излегоа на референдум, граѓаните преку своите представници во парламентот гласаа, граѓаните преку своји представници во власт и опозиција со консензус адаптираа законодавство. Европа е должна да испорача и затоа велам, ние мора да бидеме пред се одговорни. Јас си носам своја одговорност пред пратениците. Јас ветив кога разговарав. Имаше шпекулации, не знам што е посреди, како се обезбеди 81, еве сега гледат како се обезбедило. Со ветувањето, со зборот за интеграциите. НАТО е супер, Европската унија мора да го заврши својот дел. Следната недела патувате за Германија? Да. Веројатно ќе бидат појасни работите по средбата со Меркел? Ќе бидат поприлично појасни, најјасни ќе бидат на ГАК, Министерскиот совет, на 18 и на 21 Советот на Европа, или 20, точно не знам кој датум се точно за одлучување, заради тоа што прво Бундестагот од лани усвои извештај за Северна Македонија и за Албанија.
Мислам дека земјите членки преку своите министри, своите премиери или канцелари може да донесат одлука уште сега на 18 или 20. На 18 Министерскиот совет, Премиерскиот совет или Европскиот совет, на 20 или 21 кои се датумите. Втората наша шанса е секако Бундестагот да го усвои извештајот на Европската унија на крајот на јуни, кога има повторна седница, од 24 до 30, за да можеме крајот на јули да добиеме одлуката. Ако тоа не се случи, тогаш останува септември Бундестагот да одлучува, а октомври на Европски совет да се одлучува за нас. Значи, ова година јас очекувам дека ќе добиеме. Но не смееме да ставиме во ризик нашата земја заради неколку прашања. Во октомври ќе се дебатира мултиануал буџет, значи повеќе годишниот буџет на Европската унија. Овде се Франција и Германија со својата партиципација и другите. Брекзитот ќе се разговара. Новата комисија на почеток е. Не смееме да го прифатиме тој ризик, односно не сакаме. Ако мораме, да, убаво е сега да се испорача тоа. Затоа сме вака фокусирани, затоа сме вака одговорно поставени и треба да знае Европската унија дека ако сме биле сериозни и навистина секој почнува говор и завршува говор со преспански договор, со европски манири, со тоа што е направено овде, вредно е да биде испорачено. На крајот, само уште ова. Ако Европската унија ова не го направи, има шанси да ги демотивира сите други што преговарат во регионот. Тоа се председател од Вучич, председател од Тачи, Босна и Херцеговина, кој што се обидува влада да се остави така натаму. Може да ги вратат повторно националистичките радикални структури. Не ни треба. Во Европа одиме. Не одиме некаде во варварство. Истовремено, не знам како би можело да ги затвориме до крај аспирациите и на трети страни. За целиот овој регион, па и за нашата земја. Така да Европа има и одговорност. Таа Европа која што ние сакаме со нашето вклучување да ја подобриме, таа Европа која што мора исто така сериозно да се постави, барем према тие што сериозно се поставиле претходно. Ви благодарам за овој поведен одговор. Високата политика сега малку ќе ја оставиме, да видиме што направивме 2 години во труд и социјала, здравство и јавна администрација. Министерке, ајде накусо како вовет. Кои се вашите главни адути за овие 24 месеци? Еве по-конкретно, ако сакате, во намалување на сиромаштијата, во делот на социјалната заштита и во делот на ранливите категории. Благодарам на прашањето. Сметам дека ова влада покажа дека може и знае како да ова министерство го води граѓански и да сите граѓани имаат пристап и за комуникација со министерството, но исто така и да ги пресретнеме нивните потреби и да ги слушнеме нивните барања и при тоа да одговориме на истите. Може да кажеме дека неколку нивоа на реформи се случуваат во министерството и сите директно ќе дадат намалување на сиромаштијата во државата. Првенствено е социјалната реформа, која што има 3 закони, содржи 3 закони, кои што се како пакет, а тоа е Законот за социјална заштита, детска заштита и Законот за социјална сигурност на стари лица, што значи дека сиромаштијата ја третираме во текот на целото живење или сите животни циклуси. И тоа дефинитивно ќе даде ефект од најмалку 3% на релативната сиромаштија, а по сите проекции дека апсолутната сиромаштија, ако таргетираме точно 34.000 домаќинства, треба да ја сведеме на минимум или близу до 0. Исто така, детската сиромаштија се третира со Законот за детска заштита и Македонија за прв пат го введува како универзално право за сите домаќинства со ниски приходи детски и образовен додаток и тука директно вложуваме во идните генерации или во иднината на нашата држава и сите оние посиромашни семејства ќе може да обезбедат еднаков старт за своите деца. И тоа не е мала бројка, затоа што очекуваме повеќе од 60.000 деца да го остварат ова право во нашата држава. И последната група, но не помалку важна, се возрастните лица над 65 години, кои што досега нема никаква поддршка од државата, кои што немаат никаков друг приход од кој што може да се издржуваат себе си. Ние сега со овој закон не го третираме имотот и примањата на нивните деца, туку велиме да, тие се едно нуклеарно семејство кое што треба да го поддржиме во нивното живење во третото доба од животот и тоа да биде квалитетно и достоинствено, за да не мора да барат и да молат од некого. И тоа е 6.000 денари за 6.000 граѓани во нашата држава кои што се над 65 години и имале престо од 15 години во Република Северна Македонија и не имаат друг приход. Со тоа ја затвараме и последната група од граѓани кои што може да се сретнат со сиромаштија. Но дополнително да не заборавиме дека решивме повеќе од 10.000 стечајци кои што со години чекаа правда од оваа држава. Оваа влада со 3 законски измени опфати 10.000 стечајци и продолжуваме понатаму затоа што следат дополнителни измени како гледаме дека системот може да прима дополнителни и да се утврдат одредени услови кои што може да се отстранат од законот, тоа и го правиме. Што значи дека таа група исто така извлекуваме од сиромаштија затоа што индивидуалното ниво на сиромаштија во државата е 6.000 денари приход. Но овој приход е околу
100.000 денари за секој поединец и со тоа ги извлекуваме и тие од сиромаштија. Да не забораваме дека пензиите растат, а расте со тоа и минималната пензија и токму затоа и тие граѓани имаат поквалитетен живот. Но лицата со попреченост, кои што досега нема одредени услуги, им ги обезбедуваме за да може и тие да се вклучат на пазарот на труд. И тоа е мерка која што дава резултати, а тоа е персоналната асистенција. Минатата година и оваа година користат повеќе од 100 лица со попреченост персонален асистент. И тие конечно може да придонесуваат и за себе, и за своето семејство и да бидат активни во нашето живење. Ова е само една, да речеме, група од мерки, но секако оперативните мерки за вработување, кои што за прв пат оваа влада издвои историски голема сума на пари, тоа се повеќе од 20 милиони евра или 1 милиарда и 100 милиони денари, само за активација, посебно на младите лица. Вложивме многу во дигитални вештини и знања, во преквалификација и адаптација на понудата и побарувачката на труд. И сето тоа ни дава за право да кажеме дека дефинитивно не само што работиме, туку и многу скоро статистичките индикатори ќе го фатат падот на намалување на сиромаштво. Ке позворувам и за конкретни бројки малку подоцна. Министре, што има во здравството што ги направи пациентите позадоволни, а докторите побогати да не заменуваат надвор? Примањата се само една од причините зашто докторите би останале во нашата земја. Ние се најдовме во ситуација соочени со бројни предизвици, пред се во однос на одливот на кадар надвор од земјата, понатаму инфраструктурата, понатаму опремата и типот на опремата, начинот на кој што тоа се користеше и интервениравме на повеќе нивоа. Прво во однос на подобрување на капацитетот човечки во сите јавноздравствени установи. Понатаму во обезбедување на поголеми плати и примање во однос на дежурствата и ноќниот труд. Понатаму интервениравме на ниво на повеќе закони, пред се во законот за лекови, паралелниот увоз за лекови, законот за абортус, законот за здравствена заштита, како и зајакнување на програмите во рамките на Министерството за здравство, пред се програмата за ретки болести, програмата за диабетичарите и програмата за вакцинација, односно имунизација на целото население и целосно посветени во изминатиот период на новиот клинички центар. Во 2018 и 2019 година беа издадени вкупно 3200 согласности за нови вработувања. За најмалку 10% се зголеми капацитетот луѓето примени во сите јавноздравствени установи поединечно. Интервениравме со сума од скоро милиарда денари во зголемување на примањата на сите здравствени работници. Во текот на минатата година во месец септември за 5% на сите вработени 19.123 во јавното здравство. На почетокот на оваа година дополнителни 10% зголемување на платата на лекарите специјалисти, 5% за сите останати здравствени работници и администрацијата која што чека зголемување на платата во септември месец на оваа година. За прв пат приватните специјализанти добија надоместок за својата работа. Тие до сега работеа без пари и сега добиваат надоместок од 30.000 денари. Тоа што ме прави навистина горд е последната промена у Законот за здравствена заштита со кој што внесовме задолжителен стаж од 6 месеци за секој доктор кој што ќе добие лиценца после завршување на стажот во лекарската комора. Со таа мерка, која што е сега услов за специјализација, обезбедивме дополнителна сума на пари и сите тие млади лекари кои што сега имаат лиценца завршени во 2018 и сега од почетокот на 2019 ќе добијат шанса за платена работа за прв пат во сите јавно здравствени установи на примарно ниво, значи во здравствените домови. Тие ќе вежбаат, ќе тренираат под менторство на поискусните лекари, ќе стекнуваат знаења таму каде што почнува медицината, тоа е примарната здравствена заштита, итната помош, понатаму вакциналните пунктови и патронажните сервиси, сето тоа под менторство на многу поискусни колеги. Интервениравме у Законот за абортус. Законот за абортус беше многу рестриктивен. Направивме навистина либерален закон кој што волјата на жената ја ставивме на прво место. Многу бројни административни процедури во претходниот закон го отежнуваа патот на жената да дојде до нејзиното право да има сигурен и безбеден абортус во медицинската установа. Имаше бројни комисии, имаше бројни постапки со слушање на срцевите тонови во смисла на персуазија кои што сака да го сменат, да ја сменат волјата на жената. И ние сето тоа го тргнавме заради тоа што тие комисии, тие временски рамки кои што беа во претходниот закон дури може да причинат и медицински компликации. Сега со новиот закон за абортус волјата на жената е на прво место. Интервениравме во трите најзначајни програми во рамките на Министерството за здравство. Најпрво мора да споменам програмата за инсулин,
диабетесот. Тука го сменивме законот за паралелен увоз. Се сеќавате какви бројни реакции имаше од пациентите со диабет, од инсулин кој што се носи од Турција, кој што има сомнителен квалитет, за кој што кажува дека нема никаков ефект. Успеавме со истиот буџет да донесеме оригинални инсулини. Замислете какав профит правеле за некој инсулин кој што не се знаело од каде се носи. Понатаму од 600 на 700 милиони денари го зголемивме буџетот за вакцините. Воведовме 2 нови вакцини, пнеумокок и ротавирус, нешто што ги имаат најразвиените земји во светот. Очекуваме уследните години воопшто да нема заболени деца, како што е тоа пример во скандинавските земји од овие инфекции. И доколку дозволите, само уште на кратко мора да споменам програмата за ретки болести. Се зголеми буџетот од 220 на 380 милиони денари, се воведоа 5 нови лекови. Сите пациенти кои што чекаа да добијат лек, да добијат терапија, влегува во регистарот, кој што сега е електронски, а до тогаш се водеше, до пред 2 години се водеше на рака, и продолжуваме и со воведување на нова генетска терапија, следи спиндразата за сите пациенти дечиња со спинална мускулна дистрофија. Благодарам. Јас кога реков да кажете што сте сработиле, можеше да има и малку самокритика, но добро. Ќе продолжиме после со прашањата, па ќе видиме, пак ќе кажам за некои конкретни ситуации. Министре Манчевски, дали добивме поефикасна јавна администрација во изминатите 2 години? Секогаш ми го заборават информатичкото општество, ама ќе си кажам ја и за тоа, затоа што исто така е важно да аспект на обезбедување прецен услуги за граѓаните. Поефикасно, дефинитивно, тоа е со конкретни примери. Ја отворивме првиот центар за една точка на услуги, значи едношалтерскиот систем во Скопје веќе функционира. Оваа година се предвидени уште 3 вакви центри, тоа се во Куманово, во Тетово и во Охрид. И следната година веќе ќе покриеме целата територија на државата, каде што граѓаните на едно место добиваат услуга од 9 различни институции. Второ што можам да кажам е дека го подпишавме договорот за намалување на цените на роаминг со земјите од Западен Балкан. И тоа веќе почна од 1 јули, минимум 50%, значи пола ќе се скратат цените, иако очекувам да тоа биде и повеќе, меѓутоа конкретни податоци ќе објавиме некаде кон крајот на последната недела на месец јуни оваа година. Донесовме новиот закон за инспекцијски надзор, каде што се воведува опомената како правило, особено беше ова битно за малите и средни предпријатија, за малите субјекти, пред да се изрече казната. Во минатото, инспекцијските надзори често се користеа и како средство за полнење на буџетот, што не сме да е така. И тоа доведуваше до драконски казни на мали предпријатија, кои што немаат доволно капацитет да ги следат законските измени, и доведуваше до нивно затварање. Значи, воведуваме сега опомената како правило при утврден прекршок, па дури потоа да се изрекува некоја повисока законска казна. Го предложивме веќе и јавно е достапен, очекувам да влезе во законска процедура веќе во текот на овој месец, новиот закон за висока раководна служба. Овој закон ни е првиот чекор кон вистинска и целосна деполитизација на јавните институции. Го одделуваме политичкото именување од професионалното, бираме независна комисија по теркот на начинот на кој што се бираше Државната комисија за спречување на корупција, која што таа ќе ја врши евалуацијата на кандидатите за директори на одредени институции. И на владата или премиерот, зависи кој го врши изборот, ќе му даде кратка листа од најдобрите 3 кандидати. И ова е сериозен, револуционерен чекор во начинот на избор на раководни кадри, кој што морам да кажам и ретко каде и во Европа го има, па и во Западна Европа, но целосно го работиме со поддршка на Европската унија и на Сигма, и ова ќе представува навистина значителен исчекор во она што не беше голем проблем до сега. Направивме законски измени и веќе сме во тек на решавање при крај на распоредувањето на луѓето кои што се вработени по рамковен договор, кои што не одеа на работа, а земаа плата. Овој процес очекувам веднаш да се заврши, откако ќе биде и формално формирано новото Министерство за политички систем и односи помеѓу заедниците, кој што треба да ја дозаврши работата. Но таа веќе во голем дел е реализирана и овие луѓе се распределени во своите работни места. Значи имаме и редица на други проекти, како например правната рамка, која што ја усвоивме за електронски услуги. Ние сме во финална фаза, тоа значи веќе за 2 недели ќе е целосно инсталиран хардверот и софтверот за новиот електронски регистар на население. Што значи ова? Дека сите оние проблеми кои што ги имавме со различни податоци, во различни бази на податоци за граѓаните, сега ги решаваме со една централна база, електронски регистар на граѓаните, од која што другите институции ќе го црпат фактички нашиот електронски идентитет. Клучен за ова е законот за електронски документ, електронска идентификација и доверливи услуги.
Ова значи дека конечно во Северна Македонија електронските документи не само што се на иста важност како тие на хартија, туку добиваат и приоритет. Со овој закон ќе се воведе можност граѓаните со новиот национален портал за електронски услуги, кој што ќе се лансира веднаш по пуштањето во употреба на регистарот на население, ќе остваруваат голем број на услуги по електронски пат. Тој број значително ќе се зголемува, е процес кој што никогаш нема да заврши. Знаете, не може да кажеме сме завршиле со процесот на дигитализација. Но ова беа некои чекори клучни претходно кои што мораше да се направат за да на крајот можеме да го зголемиме бројот на услуги кон граѓаните, затоа што цврсто верувам дека е многу полесно услугите се донесат до граѓаните на нивните мобилни уреди, отколку граѓаните физички ги носиме било каде на шалтерите на институциите. И еве ќе завршам со последниот голем проект кој што го спроведуваме заедно исто така со Европската унија, а тоа е целосната реорганизација на јавниот систем. Што значи ова? Хаосот кој што се создавал во создавање на институции без никаков ред, децении наназад. Имаме рецидиви од социјализмот, но и од претходните скоро 30 години. Конечно воведуваме ред. Направена е анализа кои институции се препоклопуваат со ингеренции, кои институции се премногу мали и не може да обстојат како такви, кои треба да се спојат, кои не треба воопшто да постојат, да, и евентуално ако треба се формира некоја нова институција. Сега во јуни месец ќе го предложиме новиот закон за организација на органи на државна управа. Овој закон е двотретински. Навистина ќе разговараме и со опозицијата затоа што треба да го поддржи, и ако навистина сите сме искрени во намерите и во желбите да го средиме хаосот во институциите, ќе дадеме поддршка на овој закон, со кој што конечно ќе воведеме ред, а граѓаните ќе добијат многу поефикасни услуги. И благодарам, министре. Премиере, работлива екипа имаме вечерва. Ајде сега да ве чуеме малце по-конкретно во темите. Клучната цел на владата во делот на социјалната политика е во 2020 година стапката на сиромаштија да биде под 16%. Тоа го прочита во владината програма. Дали е тоа можно со сегашното темпо на реализација на реформите во оваа област? Еве денеска податок дека невработеноста падна на 17,8%, веројатно најниска досега. Значи, сите можеме барем едно да потврдиме. Сме на вистинскиот пат. Немаме надворешни проблеми, немаме надворешни кошници. Голем дел од работите зависат од нас, од сите нас дома, најповеќе од владата, министрите, државната администрација, но и од сите граѓани. Посебно и од институциите кои што се надвор од извршната власт, како што е правосудството, локалната самоуправа и така, регулаторните тела кои што се важни. Сега е, според мене, еден драгоцен период кој што не треба да го испуштиме никој од нас. Ако секој од нас тргнеме поединечно, колку сме продуктивни, колку тоа може да придонесеме за себе, за своето семејство, за својата земја. И во едни такви околности, на ваквиот тренд на резултати кои што сега ги постигаме, верувам дека сите треба да бидеме барем дополнително мотивирани да буквално поитаме кон подобрите услови за живот за сите. Оти на крајот сме должни на генерациите што доаѓаат после нас да им оставиме. 4,1% има раст на бруто домашниот производ за првиот квартал. Процентот на невработеност во последните 2 години е паднат од 22,6 на 17,8. 49.522 лица се вработени, тоа е огромна бројка. Иако вработливото население, тоа што е работоспособно и работи, од 950 и нешто илјади покачено на 985, тоа прво го испраќа податокот дека миграцијата не е така едноставно кое што кажуваме. Расте бројот на работоспособно и работливо население, кое што работи или бара работа. Иако расте, сепак се намалени процентите на невработеност. Биле 206.000, сега се 171.000 од прилика вкупниот број на невработени. Сето ова ме мотивира многу, заради тоа што гледам дека и платите растат. Значи, бизнисмените знаат дека ако сака да го задржи квалитетниот работник, а треба да бидеме сите квалитетни ако се трудиме, како што реков секој од нас да тргне, платите ќе мора да ги покачат. Делот од профитот да го споделат со работниците, заради тоа што тие работници се на крајот потрошувачи, купувачи. Повторно, тоа што се произведува како услуга или продукт, ќе дојде во поголем обем да се продава. Тоа е еден врзен синџир кој што носи бенефит на сите. Но мора да споделуваме и да не бидеме скржави од тоа што е додадена вредност, да биде равномерно распределена на сите. Така ќе се бориме против сиромаштијата. Еден дел од борбата на сиромаштијата е токму тие 36 милиони евра кои што во труд и социјала ги оставивме
И тргнаа да се имплементираат. И за децата, и за социјално загрозените, и за возрастните лица над 65 години во државата. Нема среќа во едно општество кога гледаме сиромаштијата. Гледаме сиромаштијата на секаде околу нас, на семафорите, под мостовите, во рурални средини, во урбани средини, на секаде. Ако сме земја, мора да бидеме солидарни и социјално одговорни. 36 милиони евра, огромни пари се тоа за државата, ги ставивме тука. И таргетираме на секаде да креаме сиромаштија. Некој вика, добро, со 12.000 денари ќе ги мотивирате луѓето да примат социјална помош. Не, комплексен е пакетот. Сега ќе излезат вистинските бројки на невработеност и државата ќе се втурне да им бара работа на социјално загрозените, заради тоа што ќе заштити 12.000 денари помалку еден вработен повеќе ако има. Тие пари повторно ќе ги дадеме на најсиромашните. Ќе ги зголемеме плюс приходите на тие што се, не знам, инвалидизирани лица, лица со посебни потреби на кои што стварно им треба на крајот помошта. Но не е исто, како што беше. Бројките беа порано 30%, па 27%, па 22,6%, сега 17,8%. Мораме да продолжиме понатаму. Можеби можеме и со поинтензивно темпо. Јас верувам, ако сите ја зголемеме нашата продуктивност, таа ќе расте. Денеска горев од желба на тие нашите родители, пензионерите, да им споделам прв информацијата. Затоа што покрај тоа што со порастот на трошоците на живот ќе растат пензиите, таму стои, ако во претходната година за над 4% е бруто домашниот производ пораснат, тогаш се отвара другите механизми за пораст на платите. Тие луѓе, просечната пензија, иако е покачена за 530 денари, колку е? За 700 денари, ништо не е тоа. Треба повеќе. Скап е животот, треба да дадеме повеќе. Тие се луѓето што ни оставија Македонија, тие се луѓето што ни оставија институциите и мораме да им помогнеме. И јас верувам дека овој тренд сега што го имаме над 4%, дефинитивно ќе продолжи, за да можеме тоа што го видов и во буџетот, а тоа е растат придонесите за пензијско и социјално и за здравствено осигурување околу 8%. Министерката Царовска ги знае подетално податоците. Персоналниот данок приходот расте за 26,5%. Логично е. Од 50.000 нови работни места еве ги. И персоналниот данок и придонесите растат. Тие ќе ги вратиме назад кај граѓаните. Директно во плати, во нови подигање на платите на здравството, во мотивација генерално на приватниот сектор да дава повеќе плати и така натаму и така натаму. Министерке, ваш став е дека со измените на законите во социјалната сфера правите општествена, концептуална, а не само социјална промена. 300% зголемување на социјалната помош звучи прилично бомбастично. Што значи ова во бројки? Дали решението е одржливо на подолг рок? Да, единствено ова решение кое што сега го нудиме е одржливо. Целиот социјален систем претходно не беше одржлив. И токму затоа ќе видите тенденција на кратење, но административно кратење на правата на граѓаните. Ако се сеќавате, само разгледате ги анкетите што се случуваа со граѓани пред 4-5 години, ќе видите велеа од различни причини ни ги кратат правата. Јас велам не. Дајте им ги правата на граѓаните, но при тоа не ги држете за секогаш во систем. Ние како Македонија имаме трансгенерацијски пренос на сиромаштија, и дедото и бабата биле сиромашни, и мајката и таткото и децата се сиромашни, и таа тенденција продолжува натаму. Зашто? Токму тоа што го спомна премиерот, никогаш не се потрудила оваа држава да тие граѓани кои што се во социјален ризик ги врати на пазар на труд. И со тој концепт кој што постојано се градел, тие семејства, вие постојано ги држите на маргините на општеството, никогаш не ги правите продуктивни граѓани кои што ќе најдат работно место. И токму оваа реформа и затоа велиме дека концептуално го трансформира општеството. Велиме да секој од нас може да биде во даден момент сиромашен, да остане без работа, но социјалниот систем е мрежа кој што ве прифаќа во моментот и брзо треба да ве врати на пазар на труд. И тоа е ефект кој што ќе го постигнеме. Секако системот треба да изгради човечки потенцијал институционален, но првично е дека вие на граѓаните им давате повеќе пари. Зошто? Ние не може да очекуваме денеска некој да оди да проси, а утре да аплицира за работно место и да пополни CV или во агенцијата да оди на разговор за работно место. Не. Во моментот кога вие им давате 2000 денари како држава, сте свесни дека тие се на пазарна сива економија и дека работат нешто друго за да може да преживеат, но си молчите затоа што сте им дале трошки. Ние сега даваме достоинствена сума поврзана и со образование на децата
исто подршка на децата, за да може тоа семејство да биде активирано преку Агенцијата за вработување. И тоа е вистинскиот концепт, затоа што тоа е потенцијал, економски и човечки капитал на државата, тоа се 30.000 домакинства, по еден нека е работоспособен, вие добивате пул или група од 30.000 граѓани кои што треба да ги внесете во економијата. Ресурс за развој на нашата држава кој што ние сме го заборавиле. И навистина сметам дека правиме, во моментов имплементираме и после првата исплата целото реформатирање на размислувањата на институциите и на граѓаните ќе го даде ефектот за развој на нашата држава. Премиере, ќе имаме ли капацитет долгорочно да го издржиме? Ако продолжат да растат приходите од државата, тие растат со растот на бруто домашниот производ во државата, со растот на инвестициите, странски и домашни во државата. Ако враќаме кон социјално ранливите, а при тоа е цел еден систем, ги искористиме како ресурс. Тоа се една група само на граѓани, 30.000 семејства, рече министерката по еден. Жените не се комплетно искористени, не се рамноправно, тоа е друг капацитет и ресурс за развој, кој што мора да го искористиме. Напредокот го гледав во Словенија, многу често се споредуваме, а тоа е веќе и во Швајцарија, во Германија, Австрија, секаде. Словенија е исто така земја како нас, и по број на жители, и по територија. Незиниот бруто домашен производ е 75 милиарди, нашиот 11 милиарди. Знаете колков потенцијал е тоа неискористен дома. Сето тоа е еден таргет кој што треба да го постигнеме, за да може да имаме при тоа рамномерна редистрибуција на националното богатство и доход. Ако државата тоа не го направи, богатиот не дава на сиромашниот. Државата мора да биде главниот редистрибутор. Ама тие луѓе не да им дадеме риба, како вика, да ги научиме да ловат риба. Значи да може сами да се гледаат, сами да се вградат во општеството, да го почувствува моментот кога ќе донесе сам заработени пари дома за своите деца, а не од солидарност од другите граѓани преку социјалната помош. Тоа е тој систем кој што ние, пред да бидеме членка на Европската унија, сакаме да го имплементираме. Сме левичари генерално, мислиме дека треба преку ваквите механизми да им помогнеме на најсиромашните. Јас сум убеден дека ова е вистинската политика, тоа се нашите програмски определби. Прашавте дали ќе ги стигнеме параметрите, тие се добри таргети поставени. Верувам дека ќе ги стигнеме. Ако успееме со ова сега што го правиме, посебно од 1 јули, повраток на ДДВ меѓу 50 и 70 милиони евра назад кај граѓаните годишно. Ако со придонесите ги мотивираме граѓаните тоа што го дава како кеш плата, од имаме кеш или плата во плико викат, на секаде, да ги дадат на вистинска сметка, да ги мотивират и работниците да бидат позадоволни, ќе го подигне стандардот, сето тоа е спирала која што враќа назад и во буџетот, но враќа и во бизнисот. Генерално, верувам дека ќе има еден квантен скок на економскиот стандард на граѓаните. И сега, затоа реков, тоа е вистинскиот драгоцен момент кој што не смееме да го пропуштиме. Ајде малку за здравството. Како што се појавува морбилите, така излегува на површина и проблеми со вакцинацијата, па таа се прошири со отварање други недостатоци. Некако доцна беа будењата за преземање мерки за превенција. Во извештајот на Европската комисија прочитав во делот на јавното здравје, голем број вработени продолжуваат да ја напуштаат земјата. Ке има ли кој да не лекува во наредните 5-10 години? Затоа, кога реков зашто ќе има пари, веднаш ги спомнав лекарите и здравствените работници. Ке има. Ако продолжиме со ваквите политики, ке има. Сега ќе објавиме, работиме на една анализа, што значи лекарот во Германија, во Австрија, во Словенија и што значи дома од аспект на примање и трошоци на живот. За да можеме реално да ги демотивираме сите, па и лекарите и здравствените работници да не заминуваат. Не се тоа толку стрекни. Имаме дел од луѓе кои што ни се враќаат и ќе продолжат да се враќаат. Точно, еден дел мора да им обезбедиме достоинствена плата. Лекарот е човек кој што најголем дел од својот живот заради професијата го поминува во учење. Значи има 6 години високо образование, пракса, стекнување, специализации, па специализацијата сама по себе, па понатаму до осовршувањето, тие динамичен трендот на науката кој што се случува во делот на лечењето на болестите и слично, ние мораме соодветно да ги платиме тие луѓе. Веќе стигнавме со некоја просечна плата, ако не се лажам, или примања, кои што ги имаат специјалисти околу 90.000 денари, со покачувањето од септември од 5%. Ако тоа ги даде резултатите, имаме на клинички центар, имаме луѓе со 115.000 денари приходи и слично. Но имаме и во внатрешноста специјалисти.
Ако успееме да ги покажеме сите економски резултати кои што ги очекуваме, ќе следува од 1 јануари 2020 ново покачување. Еден таргет имаме поставено пред себе. Не значи ако сме ветиле 100.000 денари дека не смееме да го поминеме, ќе го поминеме. По цена да ги задржиме сите. Но рече министрот, платата е само еден елемент за нивната мотивација. Денеска видов многу стрекни лекари заради тоа што имат променет лик на клиниката за пластична хирургија, например. Променет и условите се убави. Се фалат пациентите колку и да е, куртуазија пред премиерот, министрот дошол, задоволни се лекарите. Затоа што условите на работа, дали имат соодветен инструментариум, дали имат стерилизирани инструменти, дали пациентите се излечени си одат дома или трендот е на починати поголем или слично. Тоа е сето тоа во главата на тој млад лекар, млада медицинска сестра, која што демотивира или мотивира да се остане овде. Ќе ги задржиме младите луѓе, лекарите, медицинските сестри, убеден сум во тоа. Министре, вие зборувате за дефицит на анестезиолози и педиатри, така? Не само на тие. Пред се и гинеколози на одредено ниво, меѓутоа и многу други специјалности. Дел од во пензија, дел заменуваат во приватните клиники, дел е водат надвор. Може би требаше да се посветите повеќе на задржувањето на медицинскиот персонал или се надевате дека со измените во Законот за здравствена заштита ќе се поправи сликата? Целосно сме посветени уште од почетокот на минатата година. Спомна и премиерот, значајна сума на пари се одели за зголемување на платите во неколку наврати. Меѓутоа мора да споменам дека значајно се зголеми и сумата која што лекарите, меѓутоа и медицинските сестри земаат за дежурства и за ноќниот труд. Тоа даде една слика во која што вкупните приходи месечни се зголемени за 30, 40, некаде дури и 50%. Еве, веќе има лекари кои што заедно со дежурствата стигнаа до плата од 100.000 денари. Секако, не сакаме да избегнеме одветувањето за 100.000 денари плата за секој специјалист нето. Но еве, постепено одиме натаму. Дај Боже да имаше доволна сума на средства, да ги оделиме и тоа да го направивме веднаш. Но, како економските параметри на државата се подобруваат, како расте бруто домашниот производ, така ќе се вложува и во платите на лекарите. Меѓутоа, тоа е само еден сегмент. Кога ќе ги видите анкетите и кога разговараме со колегите зашто заминуваат, не е секогаш платата единствената причина. Многу често се условите за работа, понатаму едукацијата, квалитетот на едукацијата, и затоа преземавме повеќе мерки во таа насока. Разговаравме со многу наши лекари кои што работат во странство. Дел од нив почнаа да се враќаат. Има луѓе кои што се враќаат од Обединетите Арапски Емирати, од Германија. Тоа се луѓе кои што работат со нашите експерти, ги надградуваат знаењата на нашите лекари овде. Нашите пациенти за тие комплексни интервенции инаку ќе треба да заминат во странство. Огромна сума на пари до сега се одлеваше за лекување во странство. Може да замислите дека во изминатите 8 години дури 50 милиони евра се одлеани во странските болници. Замислите како би изгледал нашиот здравствен систем или барем дел од тие клиники каде што тие пациенти би можеле да останат и да се лекуваат ако тие експерти сме ги донеле овде. И ние тоа почнавме да го правиме. Се направи првата операција на вештачко срце. Тие пациенти до тој момент беа упатувани во странство. Не само што беа упатувани во странство и се одлеваа пари. Замислете колку се малтретира и пациентот. Замислете колку се малтретира семејството. Никогаш странец пациент не може да го третирате и го лечите како наш собствен пациент. Тоа е едниот сегмент. Понатаму се надградија капацитетите на многу наши клиники. И ќе видите во извештајот на Европската комисија спомнати се трансплантациите. Повторно заживеа трансплантацијата од кадавери од починати пациенти после повеќе години застој. Понатаму за прв пат се направи трансплантација од несроден донор на хематопоетски клетки, нешто што беше огромен трошок за нашата држава. Помеѓу 100 и 200.000 евра чинеше еден пациент. Се малтретираше, идеше по странски болници, се губеа огромен број на средства. Нашите лекари ништо не учеа. На тој начин, со носење на странска експертиза овде, кои што работат експерти познати, еминентни према критериуми кои што ги задоволуваат и највисоките светски стандарди. Нашите лекари учат, нашите пациенти остануваат овде, остануваат средствата и успехот на лекување исто таков како што е во развиените европски центри. Меѓутоа, работиме и на подобрување на инфраструктурата. Повеќе оделенија веќе се реновираа. Знаете, сака докторот, сака медицинската сестра да работи во убави услови. Тоа е нешто што ги мотивира и да дојдат на работа и да се вложат дополнително. Тоа се луѓе кои што пожртвувано
работат во својата струка денонокно се борат за животите на пациентите. Еве спомна примерот денешното отварање клиниката за пластична хирургија, се реновираше клиниката за дигестивна хирургија, интензивната нега на клиниката за неврохирургија, кај што се лечат најтешките пациенти во нашата земја. И ние со такво коригирање на условите за јакнување на инфраструктурата ќе продолжиме на клиниките таму кај што ќе оцениме дека е тоа најпотребно и дека е најкритично, дека е најлошо или дека е најстаро. Денешната отварање на клиниката беше во зграда која што е од 40-тите години. И затоа правиме корекции таму кај што треба, за да се постигнат соодветните услови, меѓутоа целосно сме посветени на изградата на новиот клинички центар, заради тоа што само така една модерна установа, која што ќе даде можност за интегриран тип на здравствена услуга, што значи дека пациентот ќе влезе на едно место и на истото тоа место за рекордно кратко време има диагноза, триажа и соодветен третман, а со тоа и добар успех на лекување, за нашите пациенти може да обезбеди услови кои што ќе им даде можност да ги добијат современите европски и светски стандарди на лекување. 2020 за 6 месеци, дали платите на докторите специјалисти во терцијерното здравство ќе бидат минимум 100.000 денари? Покачувањето се зборуваше дека ќе биде скавесто. То каде е сега и дали е реална оваа сума? После последните зголемување на платата од оваа година, заедно со тие од минатата година, заедно со зголемување на дежурствата, просечната бруто плата на хируршките клиники изнесува 100.000 денари, на интернистичките нето примања кои што ги имат заедно со просечна бруто. А некој нето надминува и 100.000 денари на одредени клиники. Со дежурство. Со дежурства заедно. Да кажем. Со дежурство. Со дежурства значи, заедно. На одредени клиники надминуваат 100, имаме случаи 115-120.000 денари, исклучителни се. Работат луѓето дежурство. Тоа е екстра работа. Заедно со дежурствата имат нето такви примања, односно во септември веќе тие ќе бидат поголеми бројки. Ние сакаме просекот на вкупните примања во септември да ги надмине 90.000 денари, за да бидеме капацитетно подготвени 1 јануари веќе да стигнеме до 100.000 денари и во текот на 2020 да стигнеме без, ако може, тоа што се дежурствата, 100.000 или близо до 100.000 денари. Така. Реформа во јавна администрација. Стратегијата се спроведува, мерките се реализираат со предвидена динамика, но видливи резултати ќе се видат кон крајот на годината. Така чинам дека се вашите изјави. Што е тоа што предизвикува одложен, а не побрз ефект? За оваа јавна администрација со години Брисел ги има најголемите забелешки. Затоа што никој не е подготвен заради човечноста да така лесно ги отпушти луѓето без да им даде иднина. Значи, ние сакаме да ги вработиме сите граѓани. И гледате, вкупно се 171.300 невработени, од кои што активни баратели на работа се веќе под 100.000 или 85.000, други се регистрираат заради одредени права, кои што ги истекнуваат, тоа се бројките. Како ќе јакне стопанството, како што ќе дава поголеми плати и слично. Ќе имаме голем дел природен прилив кон приватниот сектор, односно одлив од јавната администрација, со одредени пакети. Тоа го работиме, министрот ќе ги појасни деталите, за да можеме да ги направиме примамливи за вработување на дел од јавната администрација во приватниот сектор, и јас очекувам веднаш за повисока плата од тоа што имат во јавниот сектор, со поубави перспективи од тоа што го имат во јавниот сектор. Ние не сме спремни да се откажеме за одредени луѓе. Значи, до ден денеска јавната администрација има потреба од луѓе. Веројатно со ребаланс на буџет која ќе се носи, кога и да се носи, ќе донесеме во законот за извршување на буџет посебни мерки кои што ќе значат мотивација на IT техничарите, на архитектите, на ИПА проектите, сите што работат, сите тие дефицитарни, како да можат со постигнат одреден процент на реализација, пример 80%, добивате 12 плати екстра конечно на крајот на годината. За да може да ги врзиме на тој начин да останат тука. Тоа веќе го разговараме и поприлично се работи на законодавството. Она што исто така е важно, треба да знаат луѓето, ќе ме коригира министерот, поточно ги знае бројките, во министерството работат некои 4.500 до 5.000 луѓе. 4.000 луѓе. Од јавната администрација, која што 149.000 луѓе. 143.000 луѓе. Така.
Значи 4000 се во министерството. Останатиот се во комуналните општински предпријатија, од секаков тип, локалната самоуправа, јавните државни предпријатија, акционерски друштва и слично. Тука мора да имаме фокус на рационализација, која што ќе значи секој што треба, ако треба сите окей, но одредена продуктивност мора да се постигне. Високата служба, која што воведуваме, ќе овозможи дополнително хиерархиско професионално поставување на целиот систем, за да можеме да ги тргнеме тоа партиите малку понастрана и во таков еден елемент да можат секој, дали е припадник или не припадник на политичка партија, да се конкурира по пат на критериуми, по пат на транспарентен однос, каде што буквално ќе има фер шанса за секој. Во вториот дел ќе имам прашање конкретно и за тоа малку поопширно ќе имате можност да го објасните. Министре, деталите. Па добро, доста работи се спомна. Јас ќе кажам дека ќе се надоврзам на тоа што го зборуваше премиерот. Прв пат во историјата, со доаѓањето на новата влада, се објави вкупниот број на вработени во јавен сектор по секаков основ. И договори на дело, и на определено време, и преку агенции и така натаму, што порано беше државна тајна. Значи, едва и со жестоки притисоци од страна на домашна и меѓународна јавност, па го објавија бројот на тие што се на неопределено. Претходната влада го криеше бројот на определено со договор на дело и така натаму. Ние го објавуваме вкупно на секаков начин што се ангажирани. Дури и во акционерските друштва во државна собственост, што не е обврска според закон. Премиерот е сосема во право. Значи 4000 луѓе ни работат во министерството. Тоа се подрачни единици све заедно. Тука не е војската и полицијата, значи не ги сметаме нив. 16 Клиничкиот центар не е министерство, на пример. Да. 16.000 луѓе се вкупно во централна власт. Тука се овие агенции, бироа, 128 институции што ја прават централната власт. Останатото до 143.000 се, како што кажа премиерот, здравство, образование, локална самоуправа, јавни предпријатија и така натака. Тоа е јавен сектор. И ние често, па еве ќе кажам јас во минатото, пред на малку повеќе почнам да се бавам со политика, правев грешка кога викам за сите овие, викав дека се администрација. Не е. Администрација, јавна администрација се само овие 16.000. Се друго е вработени во јавен сектор. И ние, затоа велам, дека во јавната администрација дури ќе се соочиме и со недостаток на кадар како што се соочуваме. Во министерството особено, кој што сега го имаат товарот на реформите, па и на преговори, и со влез во НАТО и во Европска унија, веќе се соочуваме со недостатоци. Што е она што го правиме? Она што го кажав. Прв пат направивме анализа и ќе имаме конкретен предлог како треба да изгледа новиот систем. Значи, на крајот на годината ќе се постават области каде што министерствата се креатори на политики, агенции и бироа ги спроведуваат, инспекторат контролира. И толку. Просто е. Сега, од 128 институции на централната власт, само 62 се формирани согласно Законот за организација на органи на држава, согласно законот со кој што треба да се формирани. Повеќето 66 ги формирал кој кога сака и како сака. По различни начини. И тука нема линија на отчетност, тука нема правила на игра, тука има препоклопување на ингеренции. Тој хаос ќе го средиме. Еден од резултатите на оваа анализа ќе биде и се спроведува и вертикална анализа, каде што ќе го имаме конкретниот вишок на луѓе кои што се во јавниот сектор. Че мене често ме прашуваат добро кога. Ја викам апсолутно нереално е да се очекува од некој било која влада, која што влегува прв ден да каже еве го списокот на луѓе и ќе ги отпуштиме. Никој претходно не се занимавал со. Ние оваа анализа ќе направиме. Оваа влада, и тоа премиерот го каже, рече нема да отпушта луѓе, нема да отпуштаме. Предвидуваме социјални пакети. Вин-вин-вин ситуации за приватен сектор и за јавниот сектор, за буџетот и за вработените и за граѓаните. Што значи ова? Ние овие списоци ќе ги имаме. На приватните фирми ќе им понудиме субвенции, пакет. Само мора да се напомне. Списоци за работни места. Да. Списоци за луѓе. Кои работни места ќе бидат окинати? Апсолутно. Принципиелно, по хиерархија, по линија и слично. Така. И овие професии ќе бидат понудени на приватниот сектор со бенефит, со субвенција, значи ние ќе ги покриваме делот од трошоците за придонесите. Приватната фирма, каде е бенефитот, дека добива квалификуван, искусен работник, значи некој што доаѓа од администрација, не е безработно искуство од јавен сектор, односно доаѓа. Ете, ја грешам, можете во изразувањето, кој што ќе го чини поевтино. Нема да го плаќа делот на придонесите. Вкупната сума на пари што ќе се одделува за плати во јавниот сектор ќе биде помала. Значи државата, буџетот ќе биде помалку оптоварен. Вработениот што добива. Поголема сигурност на работното место. Пазите, ние овие анализи ќе ги направиме и тие ќе останат. Оваа влада рекла нема да отпушта. Ќе дојде нека следна. Ќе ги затече овие анализи.
може да кажат десничарска влада, ајде сите надвор. Многу е покорисно сите да си го најдат своето место. Јас верувам дека премиерот веќе спомна, во многу сектори веќе платите во приватниот сектор се повисоки отколку во јавниот. Дури ќе се помотивирани да се префрлат во овој сектор. Растот на платите го предвидуваме и во јавниот сектор. Еве, спомнавме дека од септември веќе 5% ќе се покачат платите за сите во јавната администрација. Предвидени се покачување на платите и кај инспекторите и кај одредени други дефицитарни служби, но ова е еден обид во заедничка соработка и со приватниот сектор. Ние веќе комунициравме со стопанските комори да најдеме решение конечно на овој горлив проблем. Но првпат има политичка волја пред се во една било која влада да ова се реши, да не продолжи понатака да се таложи проблемот. И беше потребно време. Се ова го работиме со сериозен мониторинг и поддршка на Европската Унија. Значи, апсолутно граѓаните мора да бидат релаксирани, дека не се работи за ни за отпуштање, ни за политички реваншизам, ниту за било каков начин нарушување на работничките права. Се обидеме на вистина сите да излезат победници од овој случај, од овој процес. Апелирам на отвореност и кај синдикатите, и кај невладиниот сектор, и кај граѓаните, да ги слушнат предлозите кои ќе станат конкретни, уште не се конкретни. Заедно да дискутираме за ова. Ништо нема да биде изненадување и преку ноќ. Никој нема да биде затечен во ситуацијата. Да најдеме заеднички јазик и сите искрено да влеземе во ова, вклучително и опозицијата. Ако навистина се искрени дека сакаат да се намали бројот на вработење во јавниот сектор, да се среди хаосот кој што го стаја во институциите, ќе мора да го поддржат овој концепт. Ке се обезбеди вработување засновано на заслуги? Апсолутно, и веќе направени се законски измени доста, каде што ова целосно се гарантира. Видете, ние имаме аномалии во системот и сега во текот на јуни-јулија интервенираме со измени во законите за административни службеници и вработени во јавен сектор, во делот на вработување на определено време, агенции за вработување и така натака. Во делот на регуларното вработување, што ди преку агенцијата за администрација, апсолутно нема никакви проблеми и луѓето се вработуваат согласно заслуги. Ова се, пак ќе кажам, остатоци од минатото во законите, кои што дозволуваа на некаков начин да се спроведуваат постапки кои што не се целосно согласно Законот за административни службеници, но никогаш на неопределено време. Значи не се работи за трајни вработувања. Ова се на определено време вработување. А законските измени кои што ги предвидуваме ќе го решат и овој проблем, така што конечно ќе се заведе, пак ќе кажам, ред во хаосот кој што нема никого да обвинам. Долго време бил создаван, ама конечно имаме волја и јавно изразена не само желба, туку и одлука на владата преку стратегијата за реформа на јавна администрација, дека ова еднаш за секогаш мора да се реши. Има една табуа што треба да се разбие. Значи, прво, притисокот за вработување не е така голем во делот на политички партии како што бил во минатото. Зошто? Еден дел миграцијата си го направи. Еден дел паѓањето на процентот на невработеност заради вработливоста си го направи. Во такви едни околности треба да кажем дека во јавната администрација плата за со средно образование меѓу 15 и 18 илјади денари. Има 15 со средно. Има и 14. Еве просечната плата во текстилот е 20 илјади денари. Ако не се 19 илјади денари. Во прехранбената индустрија 19, во текстилот е 20. Или еве 19 нека, некои податоци некој пат и мешаме со индустрија. Но еве во Johnson Controls за со средно школа дава плата 22.000, 23.000, во јавната администрација 14, 16 илјади денари. Не може тоа да не мотивира да одиме на поголемата плата. И тука имам можност да напредувам, да се зголемува платата, да добијам бонус дополнително. Значи, ова мораме да го разбиеме сите. Не, за мене во јавна администрација апла се бара, секако освен исклучителни случаеви, за да одам на работа, а да не работам. Тоа не може вака. Значи, стануваме нормална земја, членка на НАТО, членка на Европската Унија и слично, под мониторинг сме. Мораме се подсредиме и треба се подсредиме. Уште едно прашање пред да го затвориме првиот дел. Непотизмот здрма во вашата влада. Повикавте јавно. Се што е фамилиарно да се повлече. Како оваа појава да се стави понатаму под целосна контрола, да не треба вие
да ги повикувате да се повлечат? Со транспарентни постапки, со дефинирани принципи, критериуми, начини, кога во одредена постапка на конкурс има одреден член на семејството на некој носител на функција. Тоа треба да се соопшти на јавност. И јавноста треба да го следи целиот процес. Една од алките беше специјалните комисии кои што ги има во Агенцијата за вработување. Тие треба да бидат составени буквално од експерти или власт и опозиција внатре, едни со други се чуваат, каде што буквално ќе следат фокусот. Но според мене, малку истражував со министерот, со директорот на Агенцијата за вработување, за јавна администрација, обично светот, тоа е поприсутно кај помалите земји, таму е звучно, кај поголемите, тоа не се ни приметува, го направиле преку транспарентност. Ако се случи Зоран Заев е премиер и член на неговото семејство сака да се вработи некаде, кога веќе се конкурира, пред да се одлучува постапката. Ги собираме сите апликации, имаме член на семејство на Зоран Заев или на било кој функционер. Тоа што се објавува на јавност. И јавноста го држи фокусот да видиме дали по пат на нормативи, на мерит систем, на критериуми е направена. Затоа што не можете некои деца да ги направите деца со ред, заради тоа што неговиот родител презел обврска да носи функција. Имаме многу професионални институции кои што не ги номинираат политичките партии. Еве на некој член на антикорупцијска комисија, дали некој дете, нивно, доктор на науки, не смее да влезе во некоја јавна институција. Не смееме, тоа се човекови права на крајот на денот. Но добро е што тргна работите. Еве антикорупцијска овелодени. Повлекување да, дури одговорност има. Дел од промените во владата ќе бидат токму и на основа на тој критериум, за да може да оставиме трагата на сите следни да учат од тоа, да не се повторат работите. Според мене, многу што се променија работите и верувам дека во периодот кој што предстои пред нас, поучени од многу слабости, ние сме прва влада која што знаела да се коригира, а како викате од оваа влада или од Социјалдемократскиот сојуз и коалиционите партнери беа 20, 30, 40 места, колку беа? Предходната, кој споредиме, братучеди беа премиери со шефови на УБК. Тоа беше сите жени се во АЕК. На директорите, на министрите, на не знам кој. Тоа е недозволиво. Значи, но тоа не значи дека треба да биде оваа влада иста. Еве се коригираше оваа влада и поставува принципи и правила. Како во иднина мора да бидат поставени работите. Правиме мала пауза за промо на НРТ, па продолжуваме со вториот дел од емисијата. Режија. Почитувани гледачи, се враќаме во студиото 3 на јавниот сервис. Отворено студио, повод 2 години влада. Мој гости вечерва се премиерот Зоран Заев и министрите Мила Царовска, Венко Филипче и Дамјан Манчевски. Првиот круг го отворивме со подсетување на тоа што се случуваше пред неколку денови во Holiday Inn на 2 годишнината од формирањето на владата и отчетот на делот министрите. Овој дел планирам да го отвориме со една анкета што ја снимавме денеска со случајни именувачи на улицата Македонија за тоа како гледаат на состојбите во социјалната политика, здравството и јавната администрација. Да ја погледнеме. Ја гледам тамо кај што сум у Тополско. Тоа е преполно со луѓе, болни. Никој здрав не оди на лекар. А услугите какви се? Па добри се, задоволен сум. Не баш добро. Сум бил понекош у болници, така. Не се секојаш лоше, ама мислам дека има многу простор за подобрување. Така, например? Па, например, кој ќе имате закажан термин, треба да биде закажан термин, а не да имам тројца пред мене кои влегуваат, не знам како. Малце, како се вика, дури односот, мислам, на лекарите, па и сестрите треба да биде малце по-човечен. Кој ќе разговарате со болен човек, тој дошол таму да слушне барем добар ден, ако не е нешто малце повише. Здравството ни е за жал катастрофа, ама се надеваме на подобро. Паднал со мотори, не ме слуша кој што треба. Има проблеми. Па не знам од докторите тоа дали се слабо платени или не знам што е работа. Може и до платата, мала плата, па... Во нас скоро време не сум имал такви проблеми со јавна администрација, така да не можам да дадам никакво оценка. Па мислам дека
Ефикасно, да. Не треба да биде изговор на јавна администрација ниски плати. Ако сте вработени во јавна администрација, ако имате дури тие 300 евра плата или 250, што и да се, вие сте подпишале да имате тие плати. И седнете и завршите тоа работа што вие за што сте задолжени. Ако не ви одговара плата, приватен сектор вие секогаш одговара. Дали мислите дека во земјава се води добра социјална политика за сузбивање на сиромаштијата? Па како што гледа на телевизија, да. Па тешко да ви кажам. Зошто? Зашто народот све надоли надоли, место нагоре. Да. Каде го лоцирате проблемот вие? Каде кај политичарите? Ако се овие подобри, им порачувам, не ги критикувам. Ако се подобри овие, нека го докажат тоа на дело, а не само на муабет. Слушавме неколку различни мислења, добри услуги, лоши услуги, административни, добро здравство, недобро здравство, сиромаштија. Дали можеби министри сакате нешто да одговорите од ова што го слушнавте, министерка? Граѓаните се секогаш во право, велиме, и добро е да има и добри и лоши коментари, што значи дека анкетата е избалансирана и ги слуша сите граѓани кои што кажуваат. Секако дека ние направивме максимум во овие 2 години, по тоа што можевме, но има уште многу што да се прави со нашата држава. Да не заборавиме дека јас ќе зборувам тесно за мојот ресор. Мојот ресор беше заборавен не 10, 27 години. Социјалната заштита е нешто кое што било постојано на маргините. Премиерот и оваа влада навистина прв пат и вложуваат финансиски средства и вложуваат во човечкиот потенцијал во социјалната заштита. Зошто? Затоа што граѓаните треба да добијат и тие да бидат понатаму потенцијалот во нашата држава. Така да навистина сметам дека граѓаните добро следат што се случува. Првите исплати треба да ни се случат сега до средина на месецот и тоа ќе го подигне стандардот на живење на сите оние кои што беа во сиромаштија, а при тоа беа во систем на социјална заштита. И тогаш реално и ќе го почувствуваат она кое што им следувало со години, а тоа е подостоинствено живење во период додека се во системот на социјална заштита. Министр Филипче? Тоа е објективниот впечаток. Се добива од граѓаните, од нивните искуства, од тоа. Така и треба да ги собираме информациите. Врз основа на тоа треба да ги градиме стратегиите. Се вложува и во платите, се вложува и во инфраструктурата, како за една споредба процентуално толкаво зголемување на платите немало ни во една Германија со години наназад, далеку од вкупната сума, но како процент на зголемување. Така да одиме понатаму, постепено. Мора да кажам дека сум задоволен заради тоа што сметам дека барем ги поставивме работите да тргнат у правецот кој што треба. Да вложиме и во примањата, и во човечкиот на капитал, и во инфраструктурата на начин на кој што треба, не да правиме парцијални решенија. Ние го прекинавме онаа постапка за клинички центар, заради тоа што тоа беше парцијално решение. Требаше да има само еден нов блок и се друго да биде реновирана зграда. Сакаме да направиме навистина модерен клинички центар кој што ќе служи уследните најмалку 60-70 години. Но само како клиничкиот центар. Само уште еден коментар. Значи се што направивме во изменат период од скоро 2 години, заедно со законските измени, заедно со вложените средства, заедно со во еден инклузивен процес во кој што ги слушнавме мислењата од здруженијата на пациенти пред се, од експертите, од нивните стручни здруженија. Токму поради тоа што сакаме да излеземе в пресред на нивните барања, заради тоа што тие се тие граѓаните, пациентите кои што се соочуваат со проблемите. Не сакаме да дадеме наметнати решенија кои што нема да му служат никому. И затоа во инклузивен процес со вклучени сите директно засегнати, па дури граѓански организации кои што може да ни помогнат да ги дадеме услугите, сметам да ги поставивме на работите на вистинскиот колосек и сега понатаму продолжуваме да го заекнуваме нашиот здравствен систем. Министер Манчевски? Ја и за други прашања кои ме прашуваат дали сте задоволени на тоа, ја рекам никогаш не сум задоволен на тоа што сум го направил и секогаш може повеќе. Но сметам дека апсолутно и граѓаните се во право. Значи администрацијата е лицето на државата. Особено тие шалтерските работници. Ние се обидуваме преку овој концепт на една точка за услуги да го смениме тоа лице, да добиват на едно место услуги од различни институции со друг однос од вработените кон граѓаните. Ама, она што го зборев на почеток и за жал не многу јавноста го гледа така, иако ни еден голем дел од стратегијата за реформа на јавна администрација, тоа е дека клучниот дел за мене за реформата на јавната администрација е ова. Дека граѓаните
Ја ги добиваат услугите во 21 век, нивните мобилни уреди. Да нема веќе шалтери. И тоа е интенцијата каде што одиме цело време. Значи, се елиминираат шалтерите секаде каде што тоа е возможно и граѓаните ги остваруваат своите права онаму каде што се. Натако ја тираме работа. Скапи се смартфоните, да не треба и субвенции за нив со тек на време. Ако ги обезбедиме, има и поевтини. Во ред. Премиере, многу дилеми за пензиите изминатиот период се усогласува, се зголемува, се кратеа. Што беше вистината, и преку бројки, ако може да ни објасните, последната најава од денеска е дека ќе има повеќе пари за пензионерите? Значи, во овие 2 години за некои 728 денари се зголемени пензиите и тоа е вистината. Знаеме каков бил просекот на пензијата, каков е сега. Секако тоа е малку. Треба да биде повеќе, но единствено е реално и единствено е искрено ако расте економијата, растат трошоците на живот, а расте севкупниот бруто домашен продукт, како што е поставен законот, така ќе растат и пензиите. Ние сакаме прво да имаме пензијски систем кој што ќе дава пензии и на сегашните генерации кои што работат, не само на сегашните пензионери. Тоа е државно одговорна политика. При тоа, првата работа што ја направивме, го стабилизиравме пензискиот фонд. Секоја година дополнително се дава по некои 2 до 3 милиарди денари плюс пари, заради тоа што недостасуваа пари во пензискиот фонд. Сега веќе тоа е замрзнато и растат придонесите во севкупниот прилив на буџетот, во приходниот дел на буџетот, која што сето заедно со порастот на домашниот продукт, значи огромна надеж, јас сум среќен за тоа, затоа уште рано са бајле гледав да го соопштам тоа, заради тоа што верувам дека тоа носи многу ефекти, прво носи среќни граѓани, после тоа зголема потрошувачка моќ на граѓаните, која што дефинитивно е акцелератор на севкупниот развој. Не е доволно само платите, треба и пензиите, треба социјалните помошти, треба севкупните примања на граѓаните да ги зголемуваме, а колку можеме да ги кратиме трошењата, кои што се најчесто такси, даноци, давачки или било што. Но каматите падна многу на кредитните линии, трошоците ги намаливме на многу места, ефтина тарифа вративме, укинавме радиодифузна такса, голем дел се растеретени граѓаните од давачките и ќе продолжиме понатаму во тој дел. Тоа значи и јакнењето на економијата. Затоа што реков, на крајот што ги слушнавме овие луѓе, граѓаните, тие се и нашите работодавачи. Тие ни дават плата и тие секако се во право и тие се нашата водилка на задоволство и на незадоволство. Имавме гледам реакции на задоволни граѓани, имавме еден беше и пензионер како што го видов Чичкото, имавме млади луѓе меѓу нив, имавме убави критики, така да тоа е споделено искрено чувство на граѓаните и треба да ни биде водилка, да се коригираме, да се поправиме, да се унапредиме и да бидеме уште поуспешни во иднина. Така. Министерке, како се врши усогласувањето? Имаше законски измени, ако добро памтам, годинава беа тие? Така. Во 2017 година, само што дојдовме како нова влада, утврдивме дека во буџетот на Република Македонија воопшто нема пари за усогласување ниту за покачување на пензиите. Но со ребалансот кој што стапи веднаш, ги дадовме двете усогласувања кои што тогаш се однесува на 50% раст на плати и 50% инфлација или трошоци за живот. Тие две во 2017 се дадоа. Во 2018 исто така го почитувавме законот, имавме 2 пати усогласување. Но со реформата која што се донесе во декември 2018 се врши според 50% плата, растот на плати и 50% од трошоците на живот, растот на трошоци на живот или инфлацијата во државата. И тоа е формула која што е споредбено со минатата година во кварталот, но тоа е тешко за објаснување за граѓаните. Битно, тоа беше формулата за усогласување. На крајот на 2018 година со пакетот на измени законски за пензиската реформа, каде што го зголемивме придонесот, каде што направивме измени во прв, втор столб и загарантиравме кој влегува во двостолбен систем, кој во едностолбен систем. Тогаш воведовме и нова формула која што се однесува само на усогласување на пензиите со растот на инфлацијата или со растот на трошоци на живот во државата. Зошто? Затоа што пензиската реформа која што ја направивме и таа самата по себе е солидарна, што значи дека сите ние нешто треба да направиме за да го стабилизираме пензискиот фонд. Меѓународните финансиски институции бара од нас да ја зголемиме возраста на одење во пензија или да одиме до 67 години. Ние како одговорна влада која што е прилично млада во својот состав, сепак вели нашите граѓани се
истрошени и изморени од транзицијскиот период. Не смееме да ги тераме да работат до 67 години. И второто беше замрзнете ги пензиите, тоа е најбрз ефект има на фондот. Рековме не, сепак ако расте инфлацијата, секако пензиите мора да се усогласуваат и токму затоа најдовме едно компромисно решение и донесовме одлука дека пензиите ќе се усогласуваат со растот на трошоци на живот во тековната година. И тоа 2 пати во текот на годината, но она решение кое што сега премиерот го презентираше, тоа е дека доколку на крајот на годината се утврди раст од над 4% на БДП, дека ќе дадеме дополнително трето усогласување на пензиите на крајот на годината. Што значи како ќе растат економијата и развојот на државата, така ќе растат и пензиите, што е праведно и за сите граѓани. Не усогласување, покачување на пензиите. Покачување. Така е по-прецизно. Во вашиот мандат од 2 години помина и 2 години во барење локација за изграда на новиот клинички центар. Сега локацијата е веќе утврдена. Кој ќе почне да се гради? Има ли шансите мерите годинава да бидат удрени или тоа е невозможно? Има шанси. Министрот ги знае деталите, јас го координирам тимот на повеќе ресори, како што е транспорт и врски. Денеска е ред да се заблагодарам прво на општина Ѓорче Петров, на сите советници кои што го донесува планот со консензус. Мене ми е драго што сите учествуваме во оваа работа и така треба. Претходно транспорт и врски во една брза постапка, сите што работеа на тој план. Конечно имаме утврден урбанистички план за новиот клинички центар во општина Ѓорче Петров, каде што дава перспективи за многу други локации од компатибилни дејности, како што е компатибилни дејности на здравството. Очекуваме да дозаврши физибилити студијата согласно потребите на самиот здравствен систем, за да можеме да го испратиме писмото до банките за најповолна понуда за кредитот. Самата физибилити студија покажува 500 милиони евра. Со сите детали може да ги каже што тоа спаѓа министрот. Тоа е направено од претходната власт, ја прогледавме, тоа е тоа. Верувам дека самата понуда ќе биде под 500 милиони евра, но тоа ги решава сите територијални здравствени аспекти на потребите на Република Северна Македонија. Од секој аспект. Имаме лесно достапна локација преку обиколницата од сите страни, од главниот град, каде што ни 1/3 од народот директно многу полесно пристапување, што е многу важно. Со сите други работи што се случуваат како реформи во здравствениот систем, верувам дека ќе имаме стварно добар здравствен систем. Есента е периодот кој што го дадов како задач. Ќе каже министрот дали ќе се стига. Јас реков есента да почне со изведба, значи темелите да почнат да се реализираат. Изведбата, тоа значи имаме систем на проектирање, систем на изведба, систем на опремување и систем дел, ако не се лажам, на едукација на кадри во целиот тој дел. Министре? Новиот клинички центар ќе биде болница која што ќе биде ултрамодерна, која што ќе може да се спореди со најмодерните болници најблиску на истокот во Истанбул, на запад во Виена. Капацитетот, типот на установата се е согласно ревидираната физибилити студија, која што ја направија како помош согласно нашиот меморандум подпишан со Австриското Министерство за технологија. Имаат огромно искуство австриците во оваа работа. Работевме со нивната државна агенција за здравство, АХЦ, и сега таа физибилити студија која што беше направена пред повеќе години е готова, спремна, треба да се финализира и следната недела да ни биде пратена, како што кажа премиерот, со таа физибилити студија да наставиме да ги побараме финансиите за изведбата на објектот. Меѓутоа, од еден друг аспект гледано, тоа ќе биде една установа која што ќе се вршат навистина комплексни здравствени услуги, кои што нема да има така голема фреквенција, меѓутоа ќе има голема комплексност. Ние завршивме еден асесмент, токму овие денови, денеска беше презентација на таа проценка на нашиот здравствен систем на секундарно и терциерно ниво од страна на Европската комисија, кои што го работе експерти од Словенија, врз основа на кој што асесмент ние ја направивме и така наречената регионализација за здравствените услуги во нашата земја. Тоа значи дека сега ќе имплементираме еден систем кој што точно ќе знаеме какво ниво на услуга, заради каква форма и тип на експертиза и опрема која што постои во нашите регионални клинички болници, во Штип, во Струмица, во Битола, понатаму во Охрид и во Тетово ќе се дава за нашите пациенти, а што точно ќе биде како проблематика упатувано во новиот клинички центар. Не може да се направи клинички центар кој што ќе ги третира апсолутно сите
пациенти од држава, ниту пак има потреба. Се знае како тоа се прави во развиените европски земји. Имат центри на екселенција во кои што се третираат одредени патологии, пациентите се упатуваат во тие центри и секој еден регионален центар и обслужува дали регионот, дали целата држава за една проблематика, а пред се заради тоа што концентрација на случаите значи раст на експертизата. Немаме ние доволно лекари, нема никаде во светот доволно лекари да во една установа се третира секаква форма на патологија. Со тоа ќе се реши еден многу сериозен проблем кој што сега веќе трае со година, тоа е упатувањето на пациентите. Многу често пациентите лутаат. Се упатуваат од Охрид во некој друг центар, па потоа стигнуваат во Скопје. Тоа е еден хаотичен систем во кој што многу често се губи и драгоцено време. Веќе имаме направен план како тоа ќе го средиме, кои точно ќе бидат болниците кои што ќе ги превземат пациентите согласно регионализацијата, од кои здравствени домови тие ќе бидат упатувани и што понатаму ќе биде упатувано во клиничкиот центар во Скопје. Да се вратам конкретно на новиот клинички центар, треба да биде објект со околу 100.000 метри квадратни, со отприлика 1.300 кревети, согласно проценката и капацитетот на искористеност на сегашниот број на кревети во клиничкиот центар. Многу е битно ова што го спомна примерот, дека ќе ја направиме постапката така да побараме и експертиза која што нашите лекари, медицински сестри ќе ги воведе во работата во еден така модерен објект, ќе ги тренира да функционираат во тој објект, за да сето тоа биде еден навистина ефикасен систем кој што ќе даде лесна пристапна услуга за сите пациенти во нашата земја. Разработката на идејата за јавно-приватно партнерство? Јавно-приватно партнерство е нешто што постои во многу развиени земји во светот. Станува збор за искористување на дополнителни суми финансиски ресурси за кои што државата, например, нема можност да ги искористи. Ние сме земја која што има прилично висока задолженост во однос на брутно домашниот производ. Еве сега државата вложила во автопати, во железница, во нов клинички центар и некако фискалниот простор останува стеснет. Тие модели ги има во една Германија, започнале во една Англија и тоа значи дека од приватни ресурси, од компании, од бизнисмени, во некои земји, од цркви се користат инфраструктурата или знаењето или експертизата, а државата само ја плаќа здравствената услуга. Да дадам еден пластичен пример. Нема потреба да се задолжиме за некоја, например, скапа опрема, кога веќе таа опрема постои во некој од приватните институции, а ние можеме да ја платиме истата цена која што фондот секако ја плаќа. Еден таков добар пример слушнавме во Црна Гора. Сега кога бевме за време на посетата, кога имавме заедничка седница на двете влади. Во Црна Гора се што е повеќе од еден месец чекање за магнетна резонанса или компјутерска томографија се упатува во веќе постојните приватни центри. Тоа значи дека државата не вложува во магнетна резонанса, ниту па компјутерска томографија, заради тоа што може да ги искористи, заради тоа што секако ќе ја плати услугата, меѓутоа не ги враќа парите од кредитот кој што треба да се задолжи за да ги купи тие скапи апарати. Веќе започнавме еден сериозен процес за приватно јавно партнерство во сферата на стерилизацијата. Сакаме да обединиме неколку работи, нешто што сега многу тешко контролираме. Да обезбедиме нов и современ начин на стерилизација на вешот, да обезбедиме хартиен веш за операционите сали, да обезбедиме најмодерни хируршки инструменти за сите хируршки институции во нашата земја, да обезбедиме соодветен третман на медицинскиот отпад и да обезбедиме соодветно чистење, дезинфицирање на сите операциони сали после завршените интервенции. Тоа во развиените земји и на тој начин секако се намалуваат интрахоспиталните инфекции. Таков систем на аутсорс постои секаде во светот. Мора да се научиме да го користиме приватниот капитал, заради тоа што нема толку богата земја никаде во светот, која што може да вложи неограничена сума на средства во здравството и прито успешно да ги менаџира, а ние
како и многу други земји во светот, на многу нивоа сме се покажале како лош менаџер во здравствениот систем. Министре, дали пациентите ќе треба подлабоко да бркнат во джебот? Дали ќе не, апсолутно предизвика станува трошок збор ваквиот за апсолутно ист трошок кој што сега го плаќаат, а во смисла на придонес. Станува збор за ист трошок на фондот за здравствено осигурување кој што и сега се плаќа за извршената здравствена услуга. Еве еден конкретен пример. Постојат 3 здравствени институции за кардиохирургија. 2 во приватни болници и 1 во државната. Секаде фондот ја плаќа референтната цена. Условите во приватните се многу подобри. Да не се лажеме. За да ние ги постигнеме тие, треба вложиме сериозна сума на пари и се постава прашањето дали вреди да се вложува таква сума на пари или може да ги искористиме постојните ресурси, пошто тоа се сепак и наши доктори и наши медицински сестри, а при тоа да ги вложиме истите пари, да купиме со истите пари услуга кои што фондот секако ги троши на едно, друго или трето место, без при тоа да враќаме скапи кредити за реновирање, за вложување во скапа опрема и така натаму. Кога сме кај опремата, Европската комисија забележува неадекватно користење на софистицирана здравствена опрема и уште нешто, финансирањето на скрининг на рак е недоволно. Зошто нема повеќе пари, например, за ова? Значи, прво, кога се набавувала таа опремата во минатото, беа спомнува 100 милиони евра, 68 милиони евра, не знам како, веројатно не се набавила согласно потребите во здравствените институции и согласно едукацијата и квалификацијата на тие што треба да управат со тие опреми, затоа номинираат дека несоодветна опрема се набавува. Тоа повеќе не се повтара во нашата земја. Спецификациите се согласно потребите и не само тоа, кажа министрот, одиме на рационализација. Државата и така плаќа, не знам, срцева операција, вградување на матични клетки, операција на, не знам, на ногата, ортопедска операција или слично. Кога тоа го имаме и во приватните институции, здравствени институции во државата, и за тоа фондот исто плаќа. Ние немаме потреба на 3 мамографа да купиме уште 5. Не, кога знаеме дека 5 има и во приватните. Тоа е отчетноста и одговорноста на трошењето на јавните пари. Затоа што тие пари може да се употребат на друго место, а сепак фондот ќе оследи пациентот и ќе плати таму каде што треба. Целиот овој систем, што значи? Не измислуваме топла вода, таа е измислена. Во сите земји дава резултат. Некаде државата е слаб менаџер и треба да си го признаеме тоа. Не значи тоа приватизација на јавното здравство. Фондот, ако трошел меѓу 15 и 18 милиони евра за се да биде стерилизирано во 123 здравствени институции, сега очекуваме да троши меѓу 10 и 15 милиони евра. Значи во најмала рака да троши 3 милиони евра помалку. Но ќе ги отклоним инфекциите. Секој пат ќе биде професионално подготвен инструментариумот за хируршките зафати. Постелнината, како кажа министрот, тоа делот на екипираноста на самиот медицински персонал кој што доаѓа да работи со пациентот и слично. Тоа што го гледаме во современите клиники на секаде во светот, сакаме да го имаме дома. Имаме други јавни приватни партнерства, сега знам дека се спрема за паркингот, следно приватно партнерство. Апелирам во сите јавни институции, каде што државата не мора да зима кредити и да прави нешто или да троши дури собствени буџетски средства. А тоа може да се направи по пат на јавно-приватно партнерство, да се направи. Еден од таквите проекти во иднина ќе биде Чебрен, каде што ќе го дадеме на јавно-приватно партнерство или концесија. Не мора државата да инвестира меѓу 600 и 800 милиони евра. Не, државата ќе влезе со своите ресурси, инвеститор ќе инвестира, на државата и треба продукција на струја, а при тоа ангажман на целата оператива која што тоа ќе го гради. Да не зборувам за студентските домови. Почнавме, ГОЦ е завршен, сега мебелот се набавува. Веднаш стартуваме во текот на летото Стив Наумов. Кровот кај што е падна, 2 блока комплетно да ги реновираме. Но, медицинар, апелирам. Тоа е под, не е, ако е медицинар, не е под здравството, кој е под студентските домови, да ви јавно-приватно партнерство. Одлична локација. Локацијата да ја понудиме, некој да изгради, деловен простор, канцеларија и што му треба, а на државата минимум да ја обезбеди студентски простор во тој дел. И како златни локации може да се искористат. Да не ги зборувам сите други аспекти каде што јавното приватно партнерство се користи, светот го движи тоа јавно-приватно партнерство, вин-вин ситуација. Пациентите не ги чини ништо повеќе, отколку тоа што сега ги чини, тие плаќат здравствена заштита, го полнат фондот за здравство,
одреден дел плаќате и партиципација, освен сите тие што ги ослободивме од партиципација. Уште од оваа година што се ослободени од партиципација. Така да добиваат пациентите, добиваат граѓаните, добиваат подобар амбиент за работење лекарите, медицинскиот персонал, и тоа е нешто кое што мораме само со уште поубрзано темпо да работиме, за побрзо да го овозможиме. Следниот сет прашања се за повторно јавната служба. Во првиот дел ја спомнавме висока раководната, критериумите ќе бидат пропишани. Како ќе гарантирате дека нема да има воопшто политика при изборот на луѓето што ќе бидат поставени на раководни позиции? Да се не живи и здрави новинарите, фокус комплетен. Граѓанските организации, фокус комплетен. Работам со луѓе, тоа се нашите граѓани. Дел од нив се политички поставени и ќе останат политички поставени. Дел од нив ќе биде професионална висока служба. И кога имате луѓе, луѓето имат и своји субјективности. Ке ги отклониме, реков, со транспарентност. Будното око на граѓаните е преку вас, новинарите, најповеќе. Затоа е тоа седмата сила. Граѓанските организации, транспарентните постапки. Не викам дека ние ќе отклониме сите слабости. И сега имаме слабости, и во иднина веројатно ќе имаме слабости, но тие ќе бидат помалку ако бидеме потранспарентни. Само така, најдобрите модели сега ги применуваме во законодавството кое што го работиме. Рековме, ќе имаме комисии кои што ќе го гледат мониторингот. Не знам што и да правиме. Транспарентност, според мене транспарентноста штеди пари, носи правичност, фер третман на секој, тоа е многу важно. Дури ако е судска пресуда, која ќе биде транспарентна и сите ја следат, судијата ќе се замисли дали е до крај правда. Која е делење социјалната заштита и се знае кој тоа добива. Ќе знаат сите дали е до крај солидарно тоа поделено. Која е здравствената заштита, која не знам образованието, било што, транспарентноста секаде ќе ни врши работа. Европа го направила својот квантен скок, најчесто правам паралели со Вишеградската група. Тоа се 4 земји, Полска, Унгарија, Чешка, Словачка. Транспарентноста и како многу помогнала. Јас знам, поради транспарентноста, поради одлуката што ја донесовме сите договори за јавни набавки да морат да се објават јавно пред да се пуштат во имплементација. Заштедија повеќе од 100 милиони евра пари. 100 милиони евра пари се огромни пари. Некој пат фалат милион евра во распределбата на буџетот да ги задоволиме неопходните потреби на граѓаните. Не зборувам за некои процеси. Неопходни потреби. Заради тоа што имате друго едат с големите даноците. Никој не го сака тоа. И затоа е многу важно да заштедиме на ресурси. Ако можеме да постигнеме повисока стерилизација, по-добра набавка на лекови, по-добра набавка на, не знам, на инструменти, по пат на јавно-приватно партнерство, по пат на комплетирана и централизирана понуда, ние треба да направиме се да заштедиме пари. Ако плаќавме за операција на вештачко срце 350.000 евра надвор, а сега плаќаме 150.000 евра и 4.500 евра експертот, го плаќаме докторот што е овде, 200.000 евра сме заштедиле пари. Тие 200.000 евра решаваат многу работи. Тоа е само во кардиохирургијата. Да не зборувам во делот на хематологијата, да не зборувам во делот на пластиката денеска, тоа што го видовме, пластичната хирургија. Мораме да рационализираме средства. Тоа значи прво совесно со секој што работи, будно око на јавноста, преку медиумите, граѓанскиот сектор, на секаде и ефикасност на примена на нешто што дава резултат на секаде по западниот свет. Министре, критериумите може ли да ги вака скенираме поважните? Па добро, ајде малце да влеземе во детали на предлог законот. Јас ќе кажам, тој е повеќе од 2 месеца објавен веќе на ЕНЕР. Имавме и јавна дебата околу истиот, искрен да бидам, зема учество и невладен сектор и заинтересирани страни. Немаме некои големи забелешки од страна на никој до сега. Сега ќе организираме уште една јавна дебата пред да влезе во владина процедура и во собраниска. Но што значи законов? Дека ќе се избере една комисија за висока раководна служба, во која што начинот на избор на таа комисија, таа ќе биде перманентна, ќе биде слична како начинот што се избираше антикорупцијската комисија. Значи, во собрание со учество на пратеници и од власта и од опозицијата и на дворешни представници на невладиниот сектор. Оваа перманентна комисија за висока раководна служба, од неа ќе се избираат за избор на секој директор по 2 или 3, има две варијанти,
членови, значи не сите, не целата комисија, туку при различен избор ќе се бираат тројца, да кажеме, од овие членови на перманентната комисија. Плюс уште еден експерт за човечки ресурси, од пулот на експерти за човечки ресурси, што исто така собранието ќе го бира во јавна и отворена транспарентна постапка, и уште еден експерт од соодветната област за што се бира директорот на соодветната институција. Не знам, ако се бира, поименам, директор на ЕЛЕМ, ќе треба да биде енергетичар од соодветната дејност. Овие петорица, значи 3 од комисијата 1+1, прават петорица изборен одбор. Отприлика е така крсама предлог законот, сега се меша со избирачкиот одбор за изборниот законник, ќе видиме како ќе биде името. Овој одбор ќе прави целосната евалуација на било кој кандидат. Значи, прво обезбедивме во законот дека огласите за директори на било која институција ќе бидат максимално објавени секаде што може. И на веб страна влада, и на собрание, и на соодветната институција, и на ДКС, секаде каде што имаме на сајтот на отворени податоци кои што сега го пуштивме во потреба и така натаму. Значи максимално отворена и транспарентна постапка, евалуација која што врши ваков вид на изборен одбор, и тие ќе ги вршат интервјуата и така натака, на владата ги достават кратка листа на тројцата најдобри кандидати кои што ќе ги задоволат значително повисоките професионални критериуми кои што сега се бараат со новиот закон за директорско место било каде. Ова не елиминира дека нема да биде некој политичар, односно припадник на политичка партија, но граѓаните ќе се сигурни дека кој да е од тие тројца кои што ќе го избере владата, дека апсолутно ги задоволува најстрогите можни критериуми за вршење на таа функција. Тој може да биде од една, друга, трета партија, да не биде во ниедна партија. Граѓаните ќе се сигурни дека тој на вистина е професионален кадар и со личен интегритет докажан за соодветното место, затоа што изборот, како што кажав, се врши јавно и транспарентно, пред очите на камерите, како што се вршеше и изборот за антикорупцијска. Значи, овој модел кој што ни даде прилично добри резултати, сега продолжуваме да го применуваме и на оваа област. И ќе се надоврзам на она што кажа премиерот. Ама апсолутно транспарентност е главниот механизам за спречување на злоупотреби. И во тој дел правиме многу. Го спомнав порталот на отворени податоци, голем број на анализи кои што недостасуваа и за вас, за новинарите, за граѓаните, за да ги знаете податоците, за да знаете што се случува. Сега јавно ние ги објавуваме, нема потреба да барате слободен пристап до информации. Во Министерството за финансии спремаат буквално софтвер и се во финална фаза, кој што во реално време ги објавува сите трошоци од трезорот. Значи, се што троши државата, од било каде, јавни пари, граѓаните ќе знаат веднаш. Веднаш секој ќе може да знае да го види тоа. Значи, апсолутно целосната транспарентност во сите области ќе ги спречи злоупотребите во било која област на работењето. Уште едно прашање имам во врска со законот за општа управна постапка. Дали е спроведен системски на целата администрација или не уште? Апсолутно не е. Прво, моје лично мислење е дека тој закон, да, бил пишуван со најдобри намери, но за жал во не многу отворена и транспарентна постапка што соодветствува на реалност. Ние направивме една анализа кога ја превземавме власта, дека тој се применува во различни ситуации од 13 до 15%. Значи, ние за жал нашите институции, и ќе земам пример некои помали општини, апсолутно немаат шанса да работат законски. Кога се сменија промени на некои градоначалници во локална власт, доаѓаа градоначалниците уплашени, затоа што го читаат законот, знаат што се не можат никако да исполнат од драконските казни кои што требаше да им ги изречем. И затоа влеговме во една постапка за измена на законот, не е тоа тектонска измена, значи апсолутно останува генералната насока. Но и со редица на одлуки на влада со кои што ги задлужуваме, институциите си го почитуваат законот. Некогаш се работеше за недоволна информираност на самите институции и дополнително токму затоа отворивме еден helpdesk, значи една линија за поддршка на институциите за да си го применуваат законот. На вистина, пак ќе кажем, има институции кои што немаат капацитет да ги следат и сите законски измени. Особено во делот на овие централните органи на управа, што зборевме јавната администрација, не се многу, малце луѓе се, а треба да пазат на се. И затоа отворивме една ваква линија, што е на располагање секојдневно на институциите, за да им помагаме со конкретна помош и инструкции во делот на имплементацијата. И благодарам. Моите прашања се исцрпени. Еве на крај би сакал, ќе почнеме со министерката, ќе завршиме со вас, премиере. Што ќе биде фокус во наредниот период? Верувам дека на агендата има мерки кои што треба да се спроведат до крајот на оваа година. Повелете.
Да, постојат апсолутно. Министерството има два столба главни, третиот пензискиот веќе го дискутиравме, но двата главни се социјалната заштита и трудовото законодавство. Така да целосниот фокус на тимот кој што работеше на социјалната реформа и на администрацијата во министерството се префрла на изработка на законот за работни односи, кој што во нашата држава за прв пат ќе треба да воведе флексибилност и сигурност во исти закон, што значи дека работниците треба да имаат можност да имаат флексибилни работни места и бизнисот исто така да ги користи можностите од флексибилноста на работните места, но на крајот ќе треба работникот да биде сигурен. Јас сум сигурна дека ќе имаме голема дебата, вие како медиуми ќе не следите и сакам да постигнеме еден преку национален консензус добар закон за работни односи кој што ќе ги задоволи сите страни, а тоа е трипартитниот диалог ќе биде задоволен и ќе имаме една успешна реализација на закон за работни односи. Секако ова поврзува и зајакнување на инспекторатот за труд, кој што ќе биде важно да ја следи имплементацијата на новиот закон за работни односи. Ми се намитнува сега под прашањето за тој инспекторат, може би притерав, но сепак реков дека прашањата ги изведов од владината програма и од извештајот на Европската комисија најнов. Таму вели да се интензивираат напорите за подобрување на капацитетите на Државниот инспекторат за труд и да се зајакне колективното договарање меѓу работниците. Значи, сепак, ова е водилка за тоа што треба да се прави понатаму. Министер Филипче? Нема да ги повторувам работите кои што ги спомнавме, заради тоа што интензивно ќе работиме на сите овие точки кои што ги дискутиравме претходно. Нешто што е многу битно не споменавме, а тоа е фокусот кој што ги оставиме во 2020, поточно на крајот на 2019 година од месец ноември на примарната здравствена заштита, а во смисла на зголемување на капацитацијата за сите лекари кои што работат во примарното здравство. Сметаме дека тоа е исклучително битно, заради тоа што е многу важно пациентите да останат на што пониско ниво на здравствена заштита, пред се за да добијат што побрзо и што порано на што полесен начин соодветен третман, понатаму да се промовира превенцијата и да се намали префрлањето, препраќањето во болниците каде што третманот е и по скап. Работевме интензивно со Светската банка и со Светската здравствена организација, ги развивме моделите по кои што сакаме да ги отвориме начините на кои што сите доктори ќе може да работат на секој ниво на здравствена заштита. Има еден многу конкретен проблем со бројот на гинеколози во одредени општини, иако кога ќе земете вкупниот број на гинеколози во целата наша држава, тоа е согласно европскиот просек. Ние направивме измена на законот за здравствена заштита, за скоро време треба да го пуштиме во владена процедура, со кој што на сите лекари кои што работат во болничките установи ќе им се дозволи да бидат и матични лекари. На тој начин сите општини во кои што недостасуваат педиатри и гинеколози ќе ги покриеме со гинеколозите, педиатрите кои што работат во регионалните болници. Пациентите нема да треба да патуваат до регионалните центри, туку лекарите по систем на ротација ќе одат во помалите здравствени домови и за тоа ќе бидат соодветно овој наградени. Го спомнавте овој лошото функционирање на превентивните програми. Мора да напомнам дека тоа ние го запревме од Министерството, откако анализата покажа дека треба сериозно да се работи на корекција на капацитетот на апаратите и на експертизата на лекарите. Таа работа е веќе привршена, за скоро време повторно ќе се активираат тие превентивни програми и ќе ги компонираме заедно со новите вакцини кои што се сериозна превенција за карциноми, пред се тука зборувам за женското здравје. Така да 2020 година ќе биде покрај сите овие други работи и година во која ќе ставиме сериозен фокус на примарната здравствена заштита. Благодарам. Министер Манчевски. Добро, ја не би сакал да се повторувам она што го зборувавме, некои работи што не ги спомнавме. Че владата го усвои националниот оперативен бродбенд план. Ова значи дека во период до 2025 година, заедно со Светска банка, ќе инвестираме 30 милиони евра во возможување на брз и ултрабрз широкопојасен интернет во руралните средини. Измапирана е целата територија на државата, набележени се постоечките капацитети кои што постојат и влегуваме во инвестиција јавна, која што на крај ќе ја користат сепак операторите, да на граѓаните во руралните средини им обезбедиме брз пристап до интернет, за да може да користат електронските услуги кои што сега ги развиваме. Втората работа е навистина тука да се заблагодарам за разбирањето и на целата влада, на премиерот и на министерката за труд и социјална политика од делот на активните мерки за вработување. Оваа година 43 милиона денари, 700.000 евра се наменети за дигитални сертификати. Што значи ова? Преквалификација на луѓе кои што се
бараат работа преку агенцијата за вработување, не можат да ја најдат. Нивното образование не е атрактивно на пазарот на трудот. За релативно кратко време, овие сертификати се добиваат за 6 месеци до 1 година, да станат со некакви напредни или не толку напредни, сепак IT вештини кои што се бараат на пазарот на трудот. Веднаш се вработливи за релативно високи плати во трендот на зголемување на платите. 1823 луѓе ќе се опфатени со овие сертификати само за 2019 година и се надевам трендот ќе продолжи. Го формиравме научно-технолошкиот парк на територијата на техничките факултети кампусот на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Следува негово проширување целосно, веќе таму функционираат бизнис акцелераторите кои што се финансираат од страна на Фондот за инновации и технолошки развој, кој што исто така голем дел од средствата кои што ги вложува одат за стартапи во делот на ИКТ технологиите. И еве само од минатата година 2018 31% од сите одобрени проекти се во делот на IT фирмите. Го најавивме веќе, премиерот го кажа во друга прилика, намалувањето на данокот на добивка за ИКТ компании на 3% за одредени дејности, зборуваме за развој на нови решенија, продукти и софтвери. И она што, еве на крајот ќе резимирам во делот на целосно стратегијата за реформа на јавната администрација, ние сме една од областите, ќе речам 3 во извештајот на Европската комисија, реформата на јавна администрација оценета со добар напредок. Ова е втора година поред, наместо оценката што беше одреден напредок во минатите години. Трендот мора да продолжи понатака. Она што се очекува од нас и од страна на Европската комисија, но и од страна на граѓаните е апсолутно точно нотирано и евидентирано и строго не следат во овие напори, така што ќе продолжиме целосно посветено да се исполниме нашата изборна програма, програмата на владата и нормално и стратегијата за реформа на јавна администрација, и стратегијата за отворени податоци, и стратегијата за сајбер безбедност и другите стратешки документи на кои што сме се обврзали. И благодарам, министре. Премиере, го слушнавме фокусот на министрите. Вие сте и треба да бидете фокусирани на сите области. Нема да сгрешам ако кажам дека вниманието изминатите 2 години ви беше посебно фокусирано кон решавањето на спорот со Грција, а со тоа интеграциите во НАТО и ЕУ. 2019 година тргна како изборна година. Давате сигнал дека така може и да заврши. Во изборна година параметрите не се секогаш на страната на владата заради икс ограничувања што ги предвидуваат нели законите. Владата на граѓаните. Нема економија, нема решавање на проблемите. Так. Почнавме со ратот, да завршиме со него, инаку ова го изведувам од вашето неделно обраќање. Со датум рад, без датум не реконструкција, сепак е полесна од изборна кампања. Мислите дека со враќање на мандатот и со нови избори, вие ќе се ослободите од притисокот дека вие сте испорачале, Европската комисија не? Значи, јас не посакувам избори, кажувам дека може да се случат. И тоа пред се не ми е закана дома или не знам што, треба да знае Европа. Не, тоа е бајпасирање на одредено враќање на фрустрации, незадоволства или слично. Изборите ја притајуваат економијата, изборите ги притајуваат реформите и процесите кои што се онлайн и кои што течат во одреден момент застануваат. И не само за предизборниот период, изборната кампања, туку и после тоа дават мандат, не дават мандат, парламентарно мнозинство да се формира, влада да се формира, се губат месеци и месеци. Од прилика 6 месеци застануваат работите. А тие се најдрагоцените 6 месеци за државата. Тоа што ќе работиме во иднина, секако не го покриваат само овие ресори на моите колеги кои што ги водат. Тоа што ќе работиме најповеќе, дури и тука кој што се спомна, е економијата. Ќе работиме на нови работни места, ќе работиме на подигање на платите, на поддршка на бизнисите, на инвестициите домашни и странски, за да го јакнеме севкупниот стандард, но ќе работиме и на враќање на парите уште повеќе, преку данокот на додадена вредност и повратот, кој што треба да тргнува од 1 јули. Ќе работиме на одговорноста на сите, јакнење на свесноста и мотивираноста да се подобриме како општество, тоа што зависи само од нас, пријатели имаме да ни помогнат, но дефинитивно сето тоа е мотивирано од интеграциите. Затоа е многу важно овие денови како ќе бидат насочени одлуките. Едно е јасно, јас се кладам дека оваа година ќе добиеме датум за преговори, но не би го оставал тоа како што реков во октомври, заради тоа што знам што ќе работи Европската унија во октомври. Оваа мотивација ни треба сега, ова лето. Верувам дека тоа ќе биде успешно завршено, за да може да продолжат процесите. Враќањето на мандатот ја отвара една од опциите избори,
Втората опција е нов мандатор. Третата опција е добивање на нов мандат на Зоран Заев со нова влада. И секако четвртата опција која што ни остава е да продолжиме со реконструкцијата на владата која што отворивте. Тие се сите опции што се отворени пред нас. Логично е да очекуваме 18 до 21 да ги добиеме сигналите, но и успат гледат, работиме. Денеска ги промовиравме сите убави параметри, економскиот раст, падот на невработеноста. Ова го правиме на повеќе да мотивираме, да продолжиме сите во тој правец, сите, кога зборам, сите во општеството, почнувајќи како граѓани, кои што сме, а понатаму секако извршната власт, правосудството, она што значи парламентот и неговата работа, локалната самоуправа и слично, е важно. Така да доаѓа убаво време, јас тоа го кажувам. Не се кандидиравме никој од нас, верувам, ниту јас, да бидеме раат. Секој пат треба некој да ни дише во врат, секој пат треба да имаме таргети, преокупации кои што ќе се бориме да ги стигнеме како таргети, заради тоа што само така подобро ќе им служиме на граѓаните. Премиере, министри, ви благодарам што бевте гости во јавниот сервис. Поводот беше 2 години влада, избравме да бидат овие ресори вечерва тука, за да ги кажеме работите што се направиле и што треба да се направат во социјалната политика, здравството и јавната администрација и информатичкото општество. Почитувани гледачи, ви благодарам вам што бевте изминатите 2 часа со нас и благодарам и на екипата која го реализираше ова отворено студио. Останете со јавниот сервис и имајте добра ноќ.